Почитувани, денеска сме во целодневна посета на Прилеп. Денот и посетата го започнавме со положување на свежо цвеќе на споменикот на паднатите бранители од Прилеп, одавајќи им почит и подсетувајќи дека не треба да се сеќаваме на нив само кога го обележуваме денот на нивната погибија, туку да подсетуваме секој ден, особено во време во кое што ни е драгоцен мирот и толеранцијата во Република Македонија, избегнувајќи ги сите реторики и сите активности кои што повикуваат на насилство и на тензија. Во таа насока нашата порака е дека на Република Македонија е неопходен мир, сожителство, толеранција, еднаквост на сите граѓани на Република Македонија без разлика на нивната етничка и верска припадност. Дополнително поразговаравме за прашањата кои што ги засегаат воените инвалиди и договоривме работна средба во Министерството за труд и социјална политика со Сдруженијето на бранители од општина Прилеп и од ограноците низ Република Македонија со цел изнесување на нивните проблеми со кои што се соочуваат и решавање на нивните прашања и статуси за кои што имаат сериозни забелешки. Втората, посета на оденешнава дневна посета е домот за стари лица во општината Прилеп. Со директорката направивме дел од разговорите за кои што сме обврзани да ги спроведеме и како наша надлежност на Министерството, меѓутоа и како обврска на директорот на Домот за стари лица, со оглед на фактот дека во декември месец минатата година на 14 Министерството за труд и социјална политика изврши вореден инспекцијски надзор во Домот за стари лица со цел да ги утврди условите, нормативите и стандардите во кои што функционира самиот дом, од причина што во тој период беа бројни медиумските гласини по однос на условите во кои што живеат штитениците и корисниците на услугите во Домот за стари лица. Фактот дека од минатата година, од февруари месец, беше блокирана сметката на Домот за стари лица, укажува на една сериозна потреба за едно домакинско работење и трошење на средствата од самофинансирачката сметка на Домот за стари лица, меѓутоа и укажувањето кое што генерално го упатуваме од секоја посета во домовите за стари лица во Република Македонија, дека државната помош или блок дотациите кои што Министерството за труд и социјална политика ги префрла на домовите за стари лица од 2010 година во континуитет се намалуваат. Сметаме дека тоа е една нерационална и една несоодветна политика ако зборуваме за вистинската грижа за старите лица и за нивното достоинствено живење и изгрижување во домовите. Сметам дека без потребните финансиски издатоци во делот на набавување на завеси од 630 милиони евра во музеи и во театри се непотребни ако се земе во предвид дека сите домови за стари лица кубурат за средства од државата како блок дотации, кои што со години наназад се намалуваат и се преполовуваат. Ако земеме во предвид дека и оваа година од буџетот на Република Македонија се издвоени недоволно средства да ги покријат потребите на јавните установи, односно на домовите за стари лица, тоа зборува за една потреба од домакинско работење. Врз основа на бројните извештаи кои што доаѓаат до нас, врз основа на ова што денеска го имавме како разговор со директорот на Домот за стари лица во Прилеп, спремни сме, договоривме, Министерството за труд и социјална политика ќе отпочне постапка за јавна набавка за изведување на градежни активности по однос на реновирање на Домот за стари лица на првиот кат, кој што во сите извештаи е нотирано дека е надвор од стандардите и условите кои што се потребни за живот на старите лица. Министерството за труд и социјална политика ќе издвои средства од буџетот на Министерството за да покрие дел од трошоците, меѓутоа тука останува обврската за домакинско работење
на директорот по однос на користење на средствата од самофинансирачката сметка, која што ќе треба повеќе да се посвети на грижата во делот на менито, за исхрана на корисниците и на сите услови кои што треба да се обезбедат за старите лица, а додека и општината како основач на домот за стари лица ќе треба исто така да направи напор и од тука и апелираме да донесе програма за социјална грижа за граѓаните на Прилеп за 2016 година, врз основа на кој што ќе може да се реализира најавената помош за домот за стари лица во Прилеп. Така што во оваа прилика еве укажуваме дека грижата за старите лица не треба да остане само на реторика, туку треба на вистина да се пристапи кон сериозни зафати кои што ќе им го подобрат условот за живот тука. Дополнително правиме иницијатива која што ќе ја упатиме до Фондот за здравство и до општините како основачи на домовите за стари лица. Сите корисници и штитеници во домот кои што со приватно сместување, а ги покриваат трошоците за лекови сами, да се излезе во пресрет на таа иницијатива и да се презема обврска основачот, општината или Фондот за здравствено осигурување да ги ослободи и да ги подмири трошоците за набавка на лекови на лицата кои што приватно си ги набавуваат. За јавноста да биде појасно, сите штитеници кои што се сместени во домот, а се со решение од центрите за социјални работи, се ослободени од плаќање на трошоците за лекување и за лекови. Тоа го прави Центарот за социјални работи, меѓутоа факт е дека во домовите се сместуваат и лица кои што не се подзгрижени од центрите, со решение од центрите за социјални работи и бараме да преку таквата иницијатива да се воспостави еднаков пристап кон лицата кои што во овој случај и финансираат одржување на самите домови, да се покаже и една сериозна грижа за нив. Дополнително, после оваа средба, имаме средба со директорот на Центарот за социјални работи во Прилеп, со кој што ќе позборуваме за актуелните прашања со кои што тој се соочува во своето работење, со состојбите кои што се затекнати во Центарот за социјални работи, меѓутоа посебен интерес ќе биде ставен на зголемувањето на бројот на бракоразводни парници и постапки за помирување кои што се водат во Центарот за социјални работи. Значи, последниве 3 години општина Прилеп бележи енормно зголемување на бракоразводните парници и постапките кои што се водат во Центарот за социјални работи по однос на помирувањето и зголемување на стапката, односно на бројот на жртви на семејно насилство и сторители на семејно насилство. Сметаме дека директорот кој што е одговорен за функционирањето на Центарот за социјални работи ќе треба да направи дополнителни кадровски екипирања и зајакнување на стручните тимови кои што работат на оваа проблематика со една поголема грижа и посветеност. Овие бројки за кои што зборуваме денеска, следнава година и до крајот на годината да бележат опаѓање, а не зголемување, се во интерес и на странките, меѓутоа највеќе во интерес на децата, бидејќи самите тие постапки зафаќаат и други прашања. По завршување на посетата на Центарот за социјални работи ќе го посетиме и Дневниот центар за деца со посебни потреби, бидејќи со него исто така управува меѓуопштинскиот центар за социјални работи Прилеп, за да видиме исто така со какви состојби и проблеми се соочуваат дневните центри, имајќи во предвид дека сите дневни центри во Република Македонија кои што работат со лица со посебни потреби и со деца со посебни потреби, имаат проблеми по однос на ресурсите, по однос на кадрите кои што се потребни, а работат на стручните прашања за потребата на корисниците и во таа наска ќе бараме решение за излез. Она што е генерална перцепција од моето досегашно работење
во Министерството за труд и социјална политика по однос на бројните извештаи кои што ги побаравме, инспекцијските надзори кои што ги направивме во изминатиот месец, говорат дека долги години наназад не е водена никаква грижа за потребите на центрите за социјални работи, почнувајќи од аспект и на кадровото екипирање за стручните тимови што работат на проблематиката со која што и давателите на услуги и барателите на услуги, меѓутоа и во однос на ресурсите. Од тука сакам да кажам дека голем број на центри дури да немаат ресурси, односно материјални средства, возила, со кои што ја обавувале и ја обавуваат теренската неопходна активност за утврдување на граѓани во социјален ризик. Едно возило е и за пошта, едно возило е и за терен, така што правиме напори преку доставување на барања до институции да ни одстапат на користење возила кои што би можеле да се стават на располагање на центрите за социјални работи по однос на задоволување на овие нивни потреби. До владата ќе доставиме информација во која што ќе бараме Агенцијата за запленет имот, ако има на располагање моторни возила во исправна состојба кои што би можеле да бидат отстапени на центрите за социјални работи, да бидат отстапени токму заради извршување на нивната функција и дејност, и оставаме простор на крајот на оваа работна посета денеска да оствариме и неколку средби со корисници на социјална помош, семејства со кои што се соочуваат со одредени проблеми, да ги сослушаме, да побараме нивно мислење за работата и на Центарот за социјални работи, за оценка на давателите на услуги, меѓутоа и да сослушаме дали има проблеми за кои што ние би можеле да излеземе во пресред.